Зошто на рибар не му се вели со среќа? Да. Да? А зошто не со среќа, а со здравје? Многумина од нас, ако не и повеќето, сме се нашле во незавидна, а можеби и застрамувачка ситуација, кога на рибар или ловец сме му посакале со здравје, со среќа и така натака. Токму денеска во оваа петочна анкета на Охридетен е нашето прашање: зошто на рибар не смееме да му речеме со среќа? Како рибар, зошто не смееме на рибар да му кажеме со среќа кога оди на риби? На лупи на рибар не се каже. Ама зошто? Ќе го бие малер? Нема да фати риби? Да. Да? Вие сега одите или се враќате? Се враќате. Да, и како беше? Не, слабо. Со среќа беше. Да, слабо. А бедлаки, тој воша среќа. Да? Го бие малер, а? Да, малер. А како да му речеме? Не знам. Бистро. А? Бистро. Не, слуба, не знам Со таа здравје. така отприка, со здравје. Не знам. Го бие малер, Искрено. можеби? Па најверојатно. Да, благодарам. Што викате? Зошто не смее да му се Не каже знам, како? на рибар со среќа? Зошто не смееме да му кажеме? Са каква среќа зборува? На рибар со среќа не смееме да му речеме. Што викате? На рибар да мога со среќа, среќа, како се? Да не му речеме со среќа. Среќа, зашто ја тоа не знам. Среќа. Да. Со среќа риба да појде со појде рибар се, а? Ја не ме заслужавам Ја тоа не знам зашто. За младите лошо, за мене не. Добро, во ред, фала. Значи ќе скрши нога. Да? На риби ќе скрши нога? Да, не, нема да фати риби. Да? Ќе му малер, а? Не знам и јас, знам само дека не смете да му рече. А заш? Ќе го бијат малер? Да. Да? Да смето да не му го скрши. Фала. Како? Зошто на рибар не смееме да му речеме со среќа? Не знам. Вие дали знаете? Што? Со среќа. Ќе го бие малер? Ја лично у тие работи не верувам. Живеем во тие работи. Да. А што сакате да ме питате? Па зошто на рибар не смееме да му речеме со среќа? Или не се вели со среќа? Кога оди на риби? Па со кој тај повтишки си их фаќа риба, или Ево бе, тие се суевер. Снимам. Извинете да ве прашаме, зошто на рибар не смееме да му речеме со среќа? А тоа е старо е. Ќе го бие малер? Да. Да? Старо е тоа, стара изрека, да, бадер ќе биде. За рибарите. А како да му речеме? И што да речиш ќе сгрешиш. Значи ништо. Ќе најбој. Горе, фала. Зошто ќе го бие малер или нема да малер. фати риби? Не може да фати риби. Да? Да. Дали сте пробале, сте го доживеале тоа? Па не. Не? Не, ама како ловџија, Така? чим ќе сретнеш сабане и несреќа. Да, во ред, фала. Тоа работа. Или како што покрај црква кога мине па се крсте во оно. Така. Јас сум тај на овој место, не може да бидам ја на секаде како Богородица, на таа слика се крстат, па се крстат на друго место. На едно место е тоа. И од тие работи за мене е едно правило има. Вика, не гради. Да му речеме со среќа. Зашто не ќе фатите риба? Да, ќе го бие малер? Да, мале. Не знам, Така сум слушнала. Да. тие по традиција го веле тоа нешто, али дали тоа така, Така. али останало зборот така. Суеверие. Да, суеверие останало и на ловџинен да не Да, и со стреча или Да. не знам и тие мислам. А како да му речем? Да се правиме дека не го гледаме. Речемо, Така една жена ми кажуваше. Така? Зошто на рибар не смееме да му речеме со среќа кога оди на риби? Бистро се вика на риба. Да, а зошто не со среќа или со здравје? Така е редо. Ќе го бие малер? Нема да фати риби? Не виде. Да. А па мене секојаш кога ќе ми рече фаќам риба. Да ти Значи кажам не е искрено. точно. Да. Значи не е точно. Доверие. Ето, видиш? Добро, сите нека си бират угледани во тоа. Так, во ред ви благодарам.
Така, прво морам да те пофалам, прашањето баш е уникатно и баш духовито како и секогаш на вашите анкети. Не сум размислувала многу на оваа тема, значи, еве, прв пат вакво прашање, но морам да кажам дека од она што досега имам читано по легендите, има една чудна легенда околу тоа, не знам колку луѓето ја знаат, тоа е дека не му се вика среќна на рибар или со среќа затоа што нема да се врати со добар улов и домакинката ќе остане без ручек. Така да, значи, не му викајте на рибар со среќа затоа што нема да има добар улов, нема да има риби. Јас не знам во Охрид колку тоа се почитува, се надевам дека од ова ќе извлечат некоја pouка да не им викаме на рибарите со среќа затоа што ќе останеме уште еднаш ќе кажам без улов и некоја вкусна пастрам или беловица. Благодариме.